Но, за жал, минатиот век не се враќа. Нормалата не се враќа. Во многу песни се пееше дека и младоста не се враќа. За неверниците тоа ќе си остане вистина. Многу што не се враќа, на кој се враќа? Христос се враќа и во ова тмурно време, нешто не подсетува и временскиот изглед овие денови. Во ова тмурно последно време тоа е најрадосната вест и како минуваат деновите, тоа ќе биде единствената надеж за секој оној што сака да остане нормален во овој ненормален свет. Колку е ненормален денешниот свет, покажува една нова изјава на Илон Маск, според кој вештачката интелигенција е новиот бог на денешницата. Со тоа ги потврди мојата прогноза од пред 10 години, дека вештачката интелигенција ќе стане предмет на обожување, односно идол на денешните генерации. И пред неколку години Маск дури предупредуваше, даваше некои предупредувања да се внимава со вештачката интелигенција, што и како, и дури употреби израз дека развивајќи ја вештачката интелигенција, негови зборови, навикавме или призвавме демон. Јас не велам како некој дека вештачката интелигенција е демонска интелигенција. Има и такви кои што веднаш брзаат со такви заклучоци. Меѓутоа, дали е можно да биде употребена, искористена и превземена од демонските интелигенции? Се разбира. Како и било што друго. Како и самите луѓе, човечката интелигенција, која што сега е на колективно ниво се по-ниска и по-ниска. Имам уште само една друга информација. Замислите што се случи неделава. Вакви работи не се кажуваат, се разбира, на дебилни партиски медиуми. Новоформираниот еврејски синедрион, знаете, уште пред неколку години е возобновен еврејскиот синедрион. Деновиве излезе со соопштение во кое што ги повикува сите евреи што живеат било каде во светот, да се вратат во Израел што поскоро. Што ли ке значи ово? Сите евреи што живеат надвор, било каде во светот, во диаспората, значи, што поскоро да се вратат во Израел. Зошто? Останува енигма. Нешто се спрема, нешто се готви, нешто големо. Затоа сведочи и насловната страница овој месец, секоја година, средината на ноември, излегува насловната страница на Рочилдовото списание, британскиот економист, со енигматични слики
на насловната страница, кои што по традиција ја предскажуваат наредната година. Како ќе изгледа. И има многу фрапантни детали на насловната страница на Економист за тоа што се очекува и како ќе изгледа следната година, 25-та година, но за тоа, ако даде Господ, ќе спомнам нешто повеќе друг пат. Навистина живееме во апокалиптична деценија, навистина живееме во последните денови од човечката историја и многу библиски пророштва станаа предмет и на јавни изјави на познати личности, изјави на медиумите во политиката и така натаму. Нешто што во минатиот век беше незамисливо. Ние се враќаме пак во посланието до евреите и се враќаме во 9-та глава, каде што започнавме, уште минатиот месец. Послание до евреите, 9-та глава. Ке се подсетиме на зборовите, почнувајќи од 6-тиот стих. Дали ги имате Библиите таму отворени? Во 6-тиот стих, откако го опишал распоредот на земното светилиште, првото, второто одделение, што све имало во двете одделенија, во 6-тиот стих читавме при ваков распоред во првиот дел од скинијата или светилиштето, секогаш влегуваа свештениците и извршуваа служба Божија. Ова секогаш, значи, секој ден, значи, постојано, секојдневно. Секојдневната служба само во првиот дел од светилиштето. А во вториот дел, кога се случуваше служба? Во вториот дел влегуваше поеднаш во годината првосвештеникот. Само еднаш во годината, на страшниот ден, денот на помирувањето. 10-тиот ден од 7-миот еврејски месец. И тоа не без крв. Првосвештеникот во најсветото одделение, вториот дел, или светињата на светињите, и само тој смеел да влегува само еден конкретен ден во годината, за да ја изврши службата на помирувањето, очистувањето на светилиштето и целиот народ од сите гревови, но не без крв, ниту тој не смел да влезе таму без крв. Што значи тоа? Без крв, значи без што? Без жртва. Што ќе се случило ако влезел во Божје присуство без крв? Ќе паднал мртов на земја. Зошто? Што значи, што символизираше крвта? Иако тој влегувал со животинска крв. Таа крв со која што тој влегувал и со која што тој вршел помирување, животинската крв не може да врши помирување. Значи тоа било само символ. Израелците стекнувале во старозаветната служба, стекнувале вистинско, добивале вистински благослов, вистинска благодат, вистинско помирување, например, но не заради животинската крв, туку заради Христовата крв.
Но пред Христа, пред да биде пренесена вистинската жртва, немало друг начин како да се исповеда верата во таа жртва, која што тогаш била се уште иднина, па затоа Господ ја го востановил целиот жртвен систем со животински жртви и со животинска крв. Но суштината е следната. Можеме да влеземе во присуство на Отецот, во Божјо присуство, само преку Христовата крв, само преку Христовата жртва. Зошто? Затоа што само Христовата крв не чисти од секој грев. Можеме ли грешни да се појавиме пред Божјата слава? Не може. Ке се случи со нас сето она што читаме и во Стариот Завет се случувало со многу дрски израелци, дури и со Уза, кој што би рекле имал добра намера, но и патот до пеколот, велат, е поплочен со добри намери. Сакал да го задржи ковчегот да не падне и го допрел светиот предмет, што ниту синовите на Кат, кои што биле задолжени тие да го носат ковчегот, ниту они не смееле да го допрат ковчегот. Туку ковчегот имал две шипки низ 4 алки од обете страни и Катовите синови го носеле ковчегот, допирајќи се само до шипките на своите рамења, а никако не го допирале самиот ковчег. Ковчегот бил джиш, опасно по живот, смрт, затоа што таму биле 10 заповеди, таму била Божјата слава. И грешник, обичен грешник, не смеел тоа да го допира. Ниту првосвещеникот смеел да го допира ковчегот на заветот. Тој само се појавувал таму со крвта што ја символизира Христовата крв, единственото покривање, покритие, помирување за нашите гревови, единственото средство што ги чисти, очистува нашите гревови и може да не представи така очистени, безгрешни, значи, пред лицето на Отецот, пред Божјото лице, во Божјото присуство. И кога ја вршил службата на помирување, само го попрскувал поклопецот на милоста со крвта, со која што влегувал таму, крвта од Господовиот јарец, принесен истиот ден, денот на помирувањето, за очистување на целиот народ. Но не го допирал ковчегот. И продолжува во 7 стих, апостолот велејќи, не без крв, што ја принесуваше како жртва за себе и за гревовите на народот, направени поради незнаење. И сега 8 стих се подсетуваме. Преку ова, значи сето ова предходно, Светиот Дух покажуваше дека се уште не е отворен патот кон што? Светињите. За ова подробно проучувавме. А тоа значи што? Што беа светињите во множина? Небесното светилиште. Тоа е изразот што апостолот го користи за небесното светилиште. Во множина светињите. Да се подсетиме. Што беше во еднина светињата? Во еднина. Првиот дел од земното светилиште. Првиот дел од земното светилиште. Целото светилиште го викаме светилиште. Со двата дела. Првиот дел е светињата. Вториот дел е светињата над светињите.
Така е наречен во оваа глава, 9-та глава од самиот апостол. А небесното светилиште го нарекува светињите. Што мислите, зошто така го нарекува? Нека остане тоа за размислување. Но тука има нешто битно. Земното светилиште, целото земно светилиште, беше светилиште на кој завет? Според првиот стих, Стариот завет. Значи, целото земно светилиште беше старозаветното светилиште. И двата храма, Соломоновиот и вториот храм во Ерусалим. Целото земно светилиште беше светилиште на Стариот завет и во целото земно светилиште, значи дури и во вториот дел, еднаш во годината на денот на помирувањето, и секој ден во првиот дел и во предворието, се вршела старозаветна служба. Се што е поврзано со животинска крв е старозаветна служба. Но, се враќаме на 8 стих. Преку ова, Светиот Дух покажуваше нешто. Преку целата оваа старозаветна служба во двете одделенија од земното, од старозаветното светилиште. Што покажуваше? Со тоа Светиот Дух покажува, во сегашно време го става глаголот Константинов, дека патот во, он вели светињата на цветињите. Рековме, во оригиналот стои изразот светињите. Но, кажав и порано, ќе видиме и сега уште еднаш, зошто мнозина преведувачи го преведуваат овој израз со името на второто одделение од земното светилиште, светињата на цветињите. Со ова Светиот Дух покажува дека патот кон светињите или во светињите се уште не е откриен, додека уште стои првиот дел на шаторот. Првиот дел на шаторот беше кој? Како се викаше? Според светињата во еднина. Кога бил отстранет првиот дел од светилиште, земното светилиште? Бидејќи според апостолот, додека постои првиот дел, додека постои светињата, првиот дел од земното, од старозаветното светилиште, се уште не е отворен патот кон светињите, кон небесното, новозаветното светилиште. Кога Христос умре на крстот за нашите гревови, тогаш умре и Стариот завет, тогаш престана Стариот завет, престана целата старозаветна служба. И тогаш започна истовремено во истиот момент, започна новиот завет и новозаветната служба. Господ тоа го посведочи со кинење на завесата во храмот, завесата што ги одвојуваше двата дела. И тој чин апостолот го толкува како отстранување на првиот дел од светилиштето. Зошто? Зошто отстранувањето на завесата значи отстранување на првиот дел од светилиштето? Очигледно, храмот продолжил да постои, значи не било отстрането целото земно светилиште. Господ не го уништил храмот. Но кога ќе се отстрани завесата, што останува? Без завесата
ако си го замислиме сега старозаветното, значи земното светилиште, така како што е опишано, и во Мојсеевиот закон, и овдека во посланието до евреите. Просторот што го завземале двете одделенија, без завесата, сега тоа станува една просторија. Што ги поголемине колку двете одделенија поранешни заедно. Така. Сепак, зошто тоа се толкува како отстранување на првото одделение? Со отстранување на завесата, отстранување на првото одделение. Значи, тоа што останува целиот простор, целина, се толкува како да целиот простор што останува, како да се проширила светињата на светињите низ целиот простор. Како да второто одделение сега го завзело целиот простор, само нема смисла да се нарекува второ, кога веќе нема две одделенија, туку само едно. Нема смисол да се нарекува ниту светиње над светињите, бидејќи нема со што да се споредува, штом веќе нема две одделенија. Но како да второто одделение се проширило и сега го завзема целиот простор, што претходно го делеле двете одделенија. Тој простор, таа просторија. А зошто? Затоа што ако Божјото присуство видливо, претходно скриено од завесата, и не само од завесата, туку и од темјановиот чад, од димната завеса, како што ја нарековме. Ако сега Божјото присуство, ако нема завеса, што? Божјото присуство е сега секаде во целата просторија. Тогаш и првата завеса, што стои на влезот од зградата, од светилиштето, тогаш првата завеса ја има функцијата на онаа завеса што претходно постоела меѓу двете одделенија, бидејќи кога ќе влезеш низ таа завеса во зградата на светилиштето, веднаш влегуваш во Божјото, целото светилиште е сега исполнето со Божјото присуство. Во Стариот Завет постојат некои места, некои ситуации кога Божјата слава излегувала од светилиштето, понекогаш, често излегувала од целото светилиште, но понекогаш го исполнувала целиот простор и двете одделенија, и таму читаме во таа ситуација свештениците не можеле да вршат служба. Затоа што Божјото присуство се ширело видливо низ целото светилиште. И свештениците не можат да вршат служба. Тогаш кога е Божјата слава присутна насекаде, не може да се врши старозаветна служба. Зошто? Бидејќи свештениците не можат да вршат служба во присуство на Божјото лице. Во присуство Божјо можел да врши служба само првосвештеникот, и тоа само на денот на помирувањето. А и тогаш не без крв. Без крвта на помирувањето никој не можел да се појави, ниту првосвештеникот, пред Божјото лице. Директно, очи во очи, пред Божјата слава. Тоа ќе значило моментална смрт. Дали е до сега јасно? Значи, со отстранување на завесата, Господ го укинал целиот Стар Завет, не може веќе да се врши старозаветна служба. Тоа значи не треба веќе да се принесуваат животински жртви. Не постои веќе првиот дел од
светилиштето, земното светилиште, и Божјата слава е присутна насекаде во светилиштето. Заради тоа не може да се врши старозаветна служба. Значи, дошол крај на Стариот Завет. Сепак, од тука заклучуваме дека само првото одделение, според ова аналогија, тоа значи што било отстрането, само првото одделение било символ на целата старозаветна служба. Ако е така, тогаш второто одделение е символ на што? На целата новозаветна служба. Зошто? Што беше разликата помеѓу првото и второто одделение во земното светилиште? Што е разликата? Кажете слободно. Нафрлете слободно. Што имало во едното, што имало во второто, а што немало во првото одделение? Да. И сега, конкретно, над ковчегот на заветот постои нешто што се нарекува, како се нарекувало? Како се нарекувало поклопецот? Да, помирувалиште или поклопецот на милоста понекогаш, а во Новиот Завет престолот на благодатта. Евреите 4 глава, 16 стих. И така да влеземе смело, вели, во каде? Пред престолот на благодатта. Пред Божиот престол. Видите каква е новозаветната служба. Во новозаветната служба не само сите свештеници, туку сите верници, целиот крстен народ, може да влегува слободно зад завесата, директно пред Божиото лице. Замислете. Сега, јас порано поставував прашање, според некои признаци што ги читавме, пример во 8 глава, дали ние го живееме Новиот Завет? Дали сме во Новиот Завет? Лично, поединечно, секој за нас, за себе. Еве го и овој признак. Дали сум новозаветен верник? Значи, еден од тестовите, што може да се ги применам на себе, е и овој. Дали во моментов сега сум спремен, можам слободно да излезам пред Божиото лице, да се појавам пред Божиото лице, пред Божијата слава, пред Неговиот престол во небесното светилиште. Можам или не? Или кога зборував минатиот месец за Исаија 6 глава. Бидејќи Исаија беше на патот кон храмот, кон Соломоновиот, значи земниот храм, и кога се качувал по скалите, наеднаш се фрапира, добива визија и внатре во светилиштето гледа некој друг призор. Го видел Господа во својата слава, седнат на престолот, серафимите околу него. И сето тоа што тогаш го читавме на тоа место. И тогаш поставив прашање, кога ние би дошле една сабота во црква и наместо во обичаената служба тука, каква што и денес имаме, одеднаш да се стаписаме,
забележувајќи како се тука видливо присутни ангели Божии, со сета нивна слава, значи не камуфлирани, не ангели во облик на луѓе, значи камуфлирани, туку во нивниот вистински изглед, во сета нивна слава, и тука, наместо катедра, Божиот престол. И лично Божијата слава. И тогаш постои прашање, дали би влегле? Дали би влегле? Дали би имале, дали нешто што ќе не тера да излеземе, да избегаме подалеку? Или би се чувствувале, како што вели апостол Павле, со смелост, дури со смелост, да влеземе внатре. Каква сила ќе чувствуваме? Привлечна сила, што ќе не привлече да сакаме да влеземе внатре? Или одбивна сила, која што ќе не брка што е можно по надвор и подалеку од овдека? Од што зависи тоа? Сега разбираме, кога ќе се појави Христос, како ќе реагираат луѓето? Зошто? Бидејќи се соочуваат со Божјата слава лице в лице, неочекувано. И нема да може да ја поднесат. За ова имаше проречено и пророкот Малахија, да го прочитаме уште еднаш и тој текст. Во Малахија 3 глава, ќе почнеме да читаме од првиот стих, па и вториот, и до 4 може да седнеме. 3 глава, првиот стих. Видите, 4 века пред Христа Господ кажал вакви зборови. И ете, јас ќе го испратам гласникот свој, и тој ќе го приготви патот пред мене. Видите, во прво лице. Кој го зборува ова? Господ го зборува ова. Кој е гласникот негов? На кого мисли? Јован. И сега вели, и ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ, кого го барате, и ангелот на заветот, кого вие го пожелувате. Ете, тој доаѓа, вели Господ Саваот. Да застанеме за миг. Забележете, пророкот тука, пренесувајќи ги Божите зборови, пророкот укажува на фактот дека израелците го посакувале доаѓањето на Месија. И ден денес. Зошто ги викаат евреите од цел свет назад во Израел, и тоа што поскоро? Што планираат што поскоро да се случи? Останува енигма тоа. Но и израелците го посакувале во библиски времења доаѓањето на Спасителот. Но самиот Господ им пророче дека ненадејно ќе дојде во храмот свој. Кој? Кој ќе дојде? Господ. И ден денес слепите еврејски рабини, бидејќи така го нарекува апостол Павле својот народ, поголемиот дел, ослепен, слепило ги зафати. Слепите еврејски рабини велат, Месијата ќе биде обичен човек, нема да биде Бог или со Божја природа, или сакајќи, значи, да се дистанцираат од христијанското верување.
Тука Господ ти кажува во Стариот Завет, преку пророкот Малахија, дека тој што го очекате, што сакате да дојде, што го пожелувате, вели, пожелуваниот од сите народи во книгата на пророкот Агеј, па со игра на зборови Елена Вајта решила да се нарече незината книга Копнежот на сите векови. Бидејќи Агеј Христа го нарече копнежот на сите народи. Вие го пожелувате и тој што го пожелувате е самиот Господ. Не е обичен човек. И ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ кого го барате и ангелот на заветот. Еве шлаканица за ереста на Јеховините сведоци. Тие се фаќаат за овие зборчиња, Исус е наречен ангелот на заветот, значи е ангел, создадено суштество. Не, туку ангелот на завет, самиот Господ, тука објаснува дека секаде во Стариот Завет, кај што се користи изразот ангелот на заветот, се однесува на Господ, на Божиот Син. Конкретно. Ете тој доаѓа, значи вие го пожелувате, ете тој доаѓа, вели Господ Саваот, но сега прашање во вториот стих. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе издржи кога тој ќе се појави. Вие го пожелувате, ние го пожелуваме? Да. Искрено да. Зошто? Па нема алтернатива, браќа и сестри. Овој свет станува од луд по луд, од ненормален уште по ненормален. Но се поставува другото прашање, кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање? Зошто? Зашто тој е како оган што растопува, вели, и пепелница што чисти. Израелците го посакувале доаѓањето на Месија. И Месија дошол. Дошол и во вториот храм. Често пати влегувал и во вториот храм. Се мисли во целиот комплекс. Го посакувале, со векови го посакувале, но кога дошол, што? Иако не дошол тогаш во сета своја слава и во сета таткова слава и славата на сите ангели, тоа е за сега, за крајот на овој содомски век. Тоа е за огнот што треба да ја очисти целата планета. Но и тогаш, само кога дошол со сите своји надприродни, благодетни дела, со откровението на Божиот карактер. Затоа вели третиот стих, па ќе седне тој како пречистувач на сребро и ќе ги очисти синовите на Левии. Значи, кого ќе очисти? Свештениците. И ќе ги претопи како злато и како сребро, за да му принесат жртва со правда. Значи, вистинска жртва. Праведна жртва. Четвртиот стих, тогаш ќе му биде мила на Господ жртвата јудина. А сега каква е? И каква била после крстот сите жртви, а и пред крстот често пати? Какви биле? Зошто Господ уште во најстари времења често пати вели залудно ми служите, залудни се вашите жртви, не ми се мили вашите жртви, вели во Осија, ми се огадија вашите жртви. Бидејќи не се пренесуваат со правда. Христос дошол, правдата дошла, олицетворена во човечка природа. Израелците, оној што го очекувале, што го пожелувале, по кого копнееле, а и ден денес, мнозина од нив, тој дошол. Но како тогаш реагирале кога дошол?
Нека одговорот на тоа прашање биде слика за нас денес. Како ние би реагирале кога Христос повторно ќе дојде? Дали сме спремни ние да го издржиме денот на неговото доаѓање? Да издржиме кога ќе се појави тој? Зашто тој е како оган што растопува и пепелница што чисти. Само тогаш кога ќе дојде повтор пат, во судниот ден, тогаш ќе биде предоцна за било кој да се чисти. Рековме минатиот пат, кога Исус ќе го изговори страшното се сврши, многу пред да се појави повтор пат во овој свет. Пред да излезе од небесното светилиште, пред да ја заврши таму својата новозаветна првосвештеничка служба. И кој до тогаш се очистил, ќе биде чист и понатаму, ќе биде свет, праведен и понатаму, кој до тогаш не се очистил и останал извалкан со гревот, тој и понатаму ќе се онечистува. Прочитавме во Откровението. Да се вратиме посланието до евреите. Значи, кога Христос ја започнал во небесното светилиште својата првосвештеничка служба, тој таму директно се појавил пред Божиото лице за нас. Тоа го прочитавме во 11 стих. А Христос, откако се појави како првосвещеник на идните добра и влезе низ поголем и посовршен шатор, што не е направен со рака, значи небесното светилиште, 12 стих, влезе еднаш за секогаш во светињите, повторно мнозина преведуваат тука светињата над светињите, и тоа не со крвта на јарци и јунци, туку преку својата крв и ни прибави вечен откуп. Понатаму, 13 стих, зашто ако крвта на јарците и биковите и пепелта од јуница, со која се попрскуваат осквернетите, осветува за чистење на телото, колку ли повеќе крвта на Христа, кој преку вечниот дух му се принесе сам себе си на Бога без недостаток, ќе ја очисти нашата совест од мртвите дела, за да му служиме на живиот Бог. Затоа тој е посредник на новиот завет, за повиканите да го примат ветувањето за вечното наследство. Откако смртта зеде место за откуп на престапите направени во првиот завет. И понатаму објаснува, зашто каде што има завет, потребно да се докаже и смртта на заветувачот. Имено заветот станува полноважен по смртта, а никогаш не важи додека живее заветувачот. Затоа ни првиот завет не беше утврден без крв, значи стариот завет. Имено, 19 стих, кога Мојсей му ја изговори секоја заповед според законот на целиот народ, зеде крв од јунци и јарци со вода и со црвена волна и со исоп ги попрска. И самиот книжен свиток го попрска, значи законот, и целиот народ велејки: ова е крвта на заветот што Бог го склучи со вас. А исто така ги попрска со крвта шаторот и сите богослужбени садови. И по законот, речиси се чисти со крв и без прелевање на крв нема проштавање. Но, според законот, во Стариот Завет, тоа беше само животинска крв. Сега, понатаму, 23 стих, забележете. И така, неопходно беше сликите на небесните нешта
да се очистат со нив. Што се сликите на небесните нешта? Се сеќавате минатата сабота, 8 глава. Што беше наречено слика? Значи, 9 глава сме, 23 стих. И така неопходно беше сликите на небесните нешта да се очистат со нив. Со што? Со животинската крв. Со животинските жртви. Јунци и бикови. Односно, јарци и бикови, јарци и јунци. Сликите на небесните нешта беа што? Да се вратиме на 8 глава, само за одговор на ова прашање. 5 стих. Тие, левитите, значи, им служат на сликата и на сенката на небесните нешта. Што беше сликата на небесното светилиште? Земното. Земното светилиште е наречено слика, рековме минатата сабота. Според образецот, според таа слика, требало да биде изградено земното светилиште. Според тој нацрт. Значи, се враќаме 9 глава, 20 стих. И така беше неопходно сликите на небесните нешта, што е тоа? Значи, земното светилиште и целата старозаветна служба, да се очистат со нив. Со што? Со животинската крв. А самите небесни нешта, што е ова? Небесното светилиште. Со подобри жртви од овие. Кои се подобрите жртви од животинските? Христовата. Дваесет стих. Зашто Христос не влезе во ракотворна светиња, која е образ на вистинската, или сликата, значи земната, туку во самото небо, за да се јави сега пред Божјото лице за нас. Го гледаме ова. И не за да се принесува многу пати себе си, како што првосвещеникот влегува во светињата секоја година со туѓа крв, зашто инаку би требало да страда многу пати од создавањето на светот. Но сега, кон крајот на вековите, тој се јави еднаш за да го отстрани гревот со својата жртва. И како што на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа суд, така и Христос, откако беше принесен еднаш за да ги земе гревовите на мнозина, ќе се јави втор пат без грев за спасение на сите кои го очекуваат. Крај на 9 глава. И сега продолжува во 10-та, велејки, зашто законот ја има само сенката на идните добра, а не и самата суштина на нештата. И не може секогаш со истите тие животински жртви, што се пренесуваат секоја година постојано, да ги усоврши оние кои му пристапуваат. И некои би престанале да ги принесуваат, зашто не би биле веќе свесни за гревовите оние кои служејки така еднаш се очистени. Дали го разбирате сега ова? Ова е уште една бомбастична мисла. Видите што тука кажува апостол Павле. Оние што биле очистувани со животинските жртви, значи во старозаветната служба, тие не биле навистина очистени со таа крв, се мисли. Туку тие секоја година одново и одново ги принесувале истите жртви. Зошто? Значи не биле очистени еднаш за секогаш. Па повеќе да нема потреба да се принесуваат жртви. Кога би престанале да се принесуваат жртви? Ако човек е очистен еднаш за секогаш и повеќе не греши, така? Штом повеќе не би грешал некој, нема потреба да ни да пренесува жртви за грев. За Новиот Завет пак вели дека оние што се еднаш очистени и усовршени со Христовата, со вистинската жртва, тие повеќе немаат сознание за гревот. Замислете.
тие повеќе не грешат. Така вели или не вели така? Дали живеам во новиот завет? Уште еден признак за тоа дали живеам во новиот завет. Дали сум спремен да се појавам пред Божиото лице. Би можеле да продолжиме и понатаму со 10 глава, но тука би застанал. Би сакал само ова да го нагласам уште еднаш во 9 глава, 24 стих, зашто Христос не влезе во ракотворна светиња која е само образ на вистинската, туку во самото небо, за да се јави сега пред Божиото лице за нас. Дали разбираме зошто само второто одделение, само светињата на светињите од земното старозаветно светилиште, беше символ на целата новозаветна служба, на целото новозаветно небесно светилиште. Затоа што таму беше Божиото присуство. И со отстранувањето на завесата, Господ покажа дека сега новозаветната свештеничка служба е нешто што нашиот првосвештеник, безгрешниот првосвештеник, Исус Христос, постојано го прави во присуство на својот Отец, пред лицето Божјо, во небесното светилиште. Цело време Христос е во присуство на својот Отец во небесното светилиште. На многу места се вели во Новиот Завет дека дури е седнат на неговиот, на татковиот престол. Значи го споделува истиот престол, престолот на благодатта. Цело време е пред Божиото лице. И според адвентното учење, Христос не бил одвоен од татковото лице до 1844 година, па дури тогаш да влегол во негово присуство, туку и пред и после таа година, од своето вознесение Христос е постојано пред Божиото лице, било каде и било кога во светињите, односно во небесното светилиште. И таму сите новозаветни верници се повикани да влезат смело во тоа светилиште, во Божиото присуство, пред Божиото лице, каде што нивниот првосвештеник Исус Христос посредува за нив. Дали сме спремни да влеземе? Дали сакаме да влеземе? Дали ќе го издржиме денот на неговото доаѓање? Ние со вера сега треба да влегуваме. Сега треба да пристапуваме кон престолот на благодатта, бидејќи престолот на благодатта дава благодат, а благодатта ни треба за да бидеме очистени, оправдани, посветени, усовршени. Сето тоа врз заслугите на Христовата жртва. Сега треба тоа да го правиме. Не мора физички да отидеме во небесното светилиште. Физички таму Христос е присутен во наше име, со нашата прославена човечка природа. Но ние сега треба тоа да го правиме. Сега треба таму да влегуваме и да влегуваме со смелост. Па ако сега со смелост му пристапуваме на Господа во молитва, имаме желба за молитва. Кога грешиме, имаме желба за молитва. Ако сме неоправдани и неочистени од некој греф, имаме желба за молитва. Имаме желба да се појавиме пред Божието лице, или треба да бидеме очистени, исполнати со неговиот дух и со неговата благодат. И дури тогаш со радосно срце сакаме да се сретнеме со него. Ова се прашање од кој што зависи нашето спасение, спасението на сите нас, секој човек на оваа планета.
и од Христовата новозаветна служба во небесното светилиште. Сето тоа е овозможено, како и со неговата жртва, почнувајќи од овде на крстот на оваа земја. Но сега од нас зависи. Ние сме повикани и духот и невестата велат дојди. Дали сакаме, дали сме спремни и дали ќе влеземе и ќе дојдеме кај Христа. Вакви какви што сме, за да бидеме очистени со неговата благодат. Нека му е фала и слава вечно. Амин.